неодамна презентација, промоција на ваша книга Културен печат, интервју и разговори, Тони Димков. Препознатли сте последниве 3 години со Културен печат, инаку сте препознати в последниве 30 години, бидејќи навистина делувате и ги информирате сите обожувачи на културата за културните настани во државата, па и надвор од неа, особено за во државата. И мислам дека можете слободно да кажете и да го прераскажете развојот на културата во нашата држава за последните 30 години. Нема да се осврнеме на таа тема. Особено ми е драго што веќе излезе во печат ваква книга. Како дојдовте воопшто на идеја сепак доставите траен белег на она што го работите? Прво благодарам на поканата и на убавите зборови. Да, веќе 32 години се како што сум во оваа културна дејност и во сите медиуми каде што сум работел сум се обидувал да останам стрикно во областа на културата. Меѓу другото, книгата е резултати на таа 32 годишна посветеност, а конкретно е последица на прилогот за култура што излегува секоја сабота во дневниот весник Културен печат, каде што прилогот го подготвувам веќе 3 години. Точно 3 години се навршија пред неколку дена. И книгата едноставно е резултат на еден концепт кој што го зацртав уште од почетокот на Културен печат, а тоа е во секој број на Културен печат, значи секоја недела да има по едно големо интервју. Тоа што е поместено како содржина во оваа книга, ова е прва книга која што содржи интервјуа од Културен печат, содржи 28 интервјуа, односно 28 различни соговорници, кои што се застапени во првите 30 броеви од Културен печат, од прилогот Културен печат. Се одлучив да не правам селекција, туку редоследно, архивистички, буквално архивистички, да ги поредам првите 30 броеви во првата книга, за да остане како еден артефакт за почетокот на Културен печат. Ова ќе биде книга 1, колку што можам да разберам. Иако на неа не пишува книга 1, ќе биде книга 1, затоа што веќе во подготовка сум и на втората книга, која што веќе мора да биде селекција, бидејќи за овие 3 години се направени околу 150 интервјуа. Обично луѓето мислат кога некој прави книга дека све ќе стави во една книга, меѓутоа кога ќе седнете да правите книга гледате дека обратно е, значи во однос на сите тие технички перформанси кои што ги располагате, и поддршка финансиска и број на страници кои што треба да биде книгата. Значи гледате дека книгата напротив треба да направите што е можно позбиена селекција за да објавите тоа што мислите дека е најважно, а не се што сте објавиле. Доколку тргнам да објавувам све што е објавено во Културен печат, тоа ќе треба да бидат десетина книги од по 500 страници. Да, навистина, веднаш кога ја погледнав, тоа и ви кажав, одличен формат за и по бројност, и гледливо, читливо, и веднаш, и што е најинтересно, може од која страна сака читателот да чита, може да почне да чита, бидејќи се интервјуа, разговори со еминентни личности, признати, познати, луѓе што исто така оставиле културен печат во својата област. И би сакала токму баш на таа тема избор на интервју и секогаш, можеби некогаш настански само по себе доаѓа интервјуто од соодветната личност. Меѓутоа, може да има период кога не може да се одбери, има повеќе или па е замрена малку периодично темата каде што треба да се одбере соговорникот. Како ви оди во делот на изборот на соговорник? Во овие 3 години со Културен печат, значи дури со текот на времето се создаде еден процес на чекање на ред. Бидејќи дури во времето на пандемијата, кога живеевме во карантини, уметниците работеа, твореа, дури ниту тогаш немав проблем јас да ги исполнам тие 8 страници во неделниот прилог за култура. Иако во еден период беа намалени на 4, меѓутоа повторно имав толку многу материјали што едноставно се чекаше на ред за да бидат објавени во евентуално следниот број на. Да, има континуитет, е несомнено најважна работа. Да. Во однос на интервјуата, значи присутен сум на сите настани во текот на тековната недела. Мора да се направи селекција
по некакво значење или големина на настанот, изборот на соговорниците доаѓа многу природно. Значи, кога ќе видиш на кој настани си бил и кој настан цениш дека во текот на таа недела, значи, е од врвните настани од областа на културата, соговорникот сам си се пронаоѓа, си се појавува себе си. Така што не се обидувам да измислувам топли води и сега да смислувам нови принципи и начини како да се стигне. Се знае, новинарството нели е на дневна основа, бидејќи и самиот дневен вестник Слободен печат се печати на дневна основа. Многу е логично да на некој начин тоа може да се каже и преку синтагмата личност на неделата, иако јас ги избегнувам сите тие такви категоризации. Меѓутоа едноставно најчесто личностите што се застапени во големото интервју се некои што оставиле особен белег на неделата што претходно поминала. Тони Димков навистина сам си во културен печат како новинар. Не ќе го изоставам во областа на културата. Во областа на културата технички аспект, сигурно поддршка од редакцијата, од редакцијата. Меѓутоа, еден новинар да создава толку и да креира и текстови и интервју е голема работа. Иако е ова неделник, ова кажувам за прилогот е неделен. Прилогот е неделник и мислам дека бар огромен труд, работа, посветеност и да се биде присутен, па еве ќе кажеме на 90%, можеби некогаш и 100% на сите настани да се стаса, голема работа, голем труд и бара голема посветеност за професионално за незбор. Знаете, значи најмногу време оди на тоа што обично луѓето не го сметаат или не го гледаат како работа. Значи, самиот момент да се биде присутен секоја вечер на 1 до 2 настани од 20 јануари до 31 декември, тоа е исклучителен влог. Меѓутоа, без тој влог нема да го имаме ниту неделниот прилог, односно нема да го биде направен на тој начин како што јас сметам дека е најпрофесионално да се прави. Сметам дека новинар не може да си дозволи да прави интервју или рецензија за настан на кој што не бил. А очигледно е дека во последно време се помалку и помалку има новинари кои што се специјализирани за култура и кои што си доаѓаат на премиера, на концерт, на отворање на изложба. Значи, тоа се настани кои што главном се случуваат навечер, а некогаш има и по 4 и по 5 настани во една вечер. Значи, целиот тој континуитет на следење на уметничката, на културната фела, практично, мене ми е многу време, многу енергија потрошено на следење на настаните, меѓутоа мене од друга страна ми прави многу лесно да си ја, многу елегантно да си ја завршам работата. Ова е само книгата, да речеме, е некаков краен продукт од еден процес. Книгата и не мораше да ја има, бидејќи сите овие интервјуа се веќе објавени во дневниот вестник Слободен печат, меѓутоа од друга страна пак книгата носи една сосема друга символика. Книгата сепак со самото издавање на книгата ние веќе оставаме материјално културно наследство за следните генерации. Значи, на книгата може и некој после 10 години да се наврати и да ја прочита и да одново да ја рецензира и да види што се случувало во нашето, во денешното време. Така што книгата и самиот тој джепен формат во кој што е направена, значи, за да биде полесна и подостапна до читателите, си има една сосема друга димензија, која што нели ја надградува димензијата на информирањето за областа на уметноста и на културата. Вие сте едно големо, не само освежување, значи овој културен печат, неделник, како кажам, во дневникот, во дневниот печат, дневен печат, да не сгрешам, што се осврнувате и на толку страници, скоро давате белег на неделата, е нешто што мислам дека сте единствен, никој не го прави. Има среќа што има разбирање и од менеджментот и од редакцијата на Слободен печат. И морам да ви кажам дека голема беше и храброста на што се одлучивте за тоа. Така. И мене ми е особено драго. И ова што кажувате дека во континуитет го работите за време на пандемијата, кога знаеме дека гасна многу работи. Да, но гледате, тогаш културата не сгасна, беше укината на некој начин затоа што беа затворени сите културни установи. Меѓутоа, напротив, веднаш уметниците најдоа онлайн алатки за да го представат тоа што го работат. Особено оваа година забележав наплив на настани.
Дури и мојата книга јас неколку месеци отпосле ја промовирав, бидејќи едноставно во времето на пандемијата, доека важеа тие некои протоколи, никој не знаеше, се знаеше, меѓутоа никој се случува неочекувани ситуации, беше полесно да се пролонгира промоцијата известно време, отколку да се соочува со некои работи кои што едноставно нели така беа наложени од самата пандемија. Значи оваа година особено гледам наплив од настани, наплив од фестивали, наплив од промоција на работи што биле направени претходните години, а чекале момент на промоција. И публиката е вратена, публиката очигледно се врати, дека комплетно е желна и за да, изложби, так. и за представи, и за филмови. Тоа е многу важно да има интеракција помеѓу уметниците и публиката, што е најважен момент. Што е основната функција практично на уметноста. Така. Тони Димков, ти благодарам за разговорот. Знам дека ќе продолжи, ти си еден немирен дух, постојано си присутен на секаде на настаните од областа на културата. Ти посакувам уште многу вакви изданија, затоа што навистина ги работиш на најпрофесионален начин. Еве навести, веќе со издавачот Магор и со поддршка од Министерството за култура веќе работам на втората книга, која што веќе ќе биде селекција на интервјуа, затоа што ќе се обидам да го задржам овој джепен формат, да не биде тоа книга од 500-600 страници, за да биде лесна за читање, а ќе се обидам у наредниве месец дена да евентуално ја завршам и може и да ве поканам на промоција. Ќе дојдеме, ако можеме, сигурно ќе дојдеме. Онлайн ја има книгата? Не, се уште го држиме класичниот формат. Одлично. И благодарам уште. Благодарам и на вас.